101 приказна за волшебства и авантури. Пета приказна. Чудниот свирач од Хамелин. Приказна од браќата Грим. Помош, помош! Тоа утро жителите на Хамелин се разбудија и открија дека во нивниот град има наезда од стаорци. Беа насекаде, на улиците, во куќите, дури и во креветчињата на децата. Сите беа очајни, вклучувајќи го и градоначалникот кој реши да понуди награда за оној што ќе најде брзо решение за таа ужасна напаст. По неколку денови се појави еден чуден човек, целиот облечен во шарени партали. Ветувам дека ќе го ослободам Хамелин од стаорците, рече доверливо, но за возврат сакам 1000 златници. Градоначалникот веднаш се согласи. Договорено, ако успееш ќе добиеш се што сакаш. Чудниот човек излезе на улиците и почна да свири една прекрасна мелодија на една стара дрвена шупелка. Звукот мора да беше волшебен затоа што само што стаорците го чуја, излегоа од своите дувла и еден по еден почнаа да го следат. За неколку минути ниту еден старец не остана во Хамелин. Луѓето од градот го видоа свирачот како излегува од градските порти и се упатува кон реката. Стаорците изгледаа како да се магепсани од музиката. Сите скокнаа во водата и се удавија. Свирачот се врати во градот и отиде кај градоначалникот за да си го земе ветеното. Но таму го очекуваше непријатно изненадување. Бегај од тука, нечист скитнику, му свика градоначалникот, одбивајќи да му ја даде наградата. Свирачот се налути и повторно почна да ја свири својата милозвучна мелодија. Но овој пат децата од градот го следеа. За неколку минути сите мали деца исчезнаа од Хамелин. Сите освен едно мало дете кое не беше доволно брзо за да држи чекор со другите. Мајките и татковците очајни побараа помош од градоначалникот, но беше предоцна. Децата го следеа свирачот во шумата. Тие се наоѓаа пред влезот на една голема пештера кога малото дете конечно ги стигна, па се фрли пред нозете на свирачот. Те молам, немој да не одведеш. Свирачот, кој имаше навистина добро срце, се наведна и му ја даде својата шупелка. Ти свири на неа, детенце, ти ја подарувам. Сега сите ќе можете да се вратите кај вашите родители. Ајде, пред да зажалам за мојата добродушност. Така децата се вратија дома, а од тој ден возрастните научија секогаш да си ги одржуваат ветувањата. И никој веќе не слушна ништо за чудниот свирач. Доколку сакате да ги прочитате другите приказни, оваа книга можете да ја набавите во Просветно дело.